Благодарам, председателе. Се надевав дека заменик министерот немаше повторно да ја повтори она веќе позната барем за денес и од претходните денови реплика, односно замислете кратко образложение во кое што вели дека реконструкција и рехабилитација на јавни патишта е под јавното предпријатие за државни патишта, од причина што токму денес подсетив дека јавното предпријатие е формирано од владата и јавното предпријатие одговара пред владата. Ние овдека имаме владин представник. Имено си велам дали да почнам во однос на разочарувањето или изразување на жалост од неприфаќањето на амандманите од страна на владиниот представник, токму од мојот амандман, или да почнам од почеток, заради тоа што потенциравме дека амандманите впрочем ги представуваат граѓаните, ги представуваат синдикатите, го представуваат приватниот сектор и не треба да се разберат во насока на напад на ребалансот, туку напротив треба да се разберат како подобрување на ребалансот на буџетот, кој што треба истиот да биде поблизок до граѓаните, заради тоа што секогаш подсетуваме буџетот впрочем им припаѓа на граѓаните и токму тие се тие кои што заслужуваат истиот да биде скроен за нивните потреби. Не можам да не изразам жалење за одбивање на овој амандман кој што треба да го подобри инфраструктурно две населени места, и тоа Гази Баба општина Петровец и општина Петровец Свети Николе, но истовремено не можам да не изразам жалење и за одбивањето на претходните амандмани кои што се однесуваа на општина Илинден, и општина Петровец и општина Зеленикова. И ова се амандмани кои што ги поднесувам во континуитет и ќе продолжам да ги поднесувам заради тоа што истите повторно потенцирам произлегуваат токму од потребата на граѓаните. И не треба да го цитирам Нобеловецот, доволно е да ги цитирам само граѓаните и оно што тие ни го кажуваат во средбите, дека на вистина во Македонија се нема пристојна инфраструктура, а замислете далеко од тоа да збориме за никаква си дигитализација или иновација, кога ние сме заглавени си уште и дискутираме за инфраструктура од типот рехабилитација и реконструкција на патишта. Навистина загрижува состојбата, заради тоа што пораката е јасна дека тие немаат достоинствен живот, немаат подобар и поквалитетен живот и не можат да видат промени. И со право не само но веќе и сериозно цели семејства се иселуваат од Македонија, од сите населени места, не само од општина Петровец, општина Зеленикова или Илинден, туку за жал тенденцијата на иселување од државата е се поголема и тоа ни ги покажуваат сите статистички податоци. Не можам да не изразам жалење кога ќе го погледнам ребалансот на буџетот, каде што дури 44% се крати на проекти кои што се однесуваат на локалната самоуправа. И повеќе од јасно е зошто токму оваа ставка се крати. Мојата порака до заменик министерот е ве молам да амандманите не ги разбирате како напад врз ребалансот на буџетот, заради тоа што амандманите треба да ви помогнат да го подобрите вака скроениот буџет. Буџетот морате да го менаџирате и да го таргетирате согласно потребите на општините и на граѓаните, независно кој ја води локалната самоуправа. Впрочем, животот е во локалните самоуправи и вие би требало најверојатно да знаете дека впрочем едно од темелите на демократијата или каде започнала демократијата, токму почнала од малите населени места, од општините и потоа се проширила по градовите. Граѓаните и во помалку развиените населени места, од кои што ги представувам, но и од повеќе развиените урбани заедници, имаат подеднакво право на поквалитетен и подостоинствен живот. Да ве потсетам дека токму вие и оваа влада, во која што вие сте заменик министер, ветуваше дека ќе донесе живот, но ние еве после 5 години не можеме да сведочиме за никаков живот. Ние, за жал,
И не можам, повторно ќе кажам, да не изразам жалење за неприфаќањето на амандманите кои што треба да улеснат, да го улеснат ценовниот шок кој што го живееме. Не можам да не изразам жалење за неприфаќањето на амандманите кои што треба да излезат во престрат на синдикатите и нивните барања. Не можам да не изразам жалење за неприфаќањето на синдикатите на амандманите кои што треба да им помогнат барем во една мера на средношколците и сега повторно на општините кои што навистина ги представувам и сум во секојдневна комуникација со граѓаните од општина Петровец, Зиково и Линдан. Замолувам заменик министер во понатомошното ваше излагање, односно образложенија, да бидете посуштински и да не излегувате со една ваква, би рекла, оскудно образложение, заради тоа што не заради мене како пратеник или колегите, граѓаните заслужуваат едно посериозно образложение кога веќе ги одбивате амандманите. Ценам дека не треба да повторам колку е значајно добра инфраструктура и верувам дека вие како економист најверојатно повеќе сте свесен дека добра инфраструктура и тоа ако придонесува за уште подобар економски развој на една земја. Од тука ќе завршам, апелирам во следните амандмани, имам и уште еден амандман кој што ќе го образложувам веднаш после овој, ве молам едно посериозен пристап во делот на образложението, заради тоа што ќе потсетам токму ова образложение кој што го давате, доколку било кој од вас отиде и ги провери надлежностите на јавното предпријатие за државни патишта, првото ништо што ќе го прочитате во нивниот текст е дека јавното предпријатие за државни патишта е основано од владата на Република Македонија и одговара пред владата на Република Македонија. Ви благодарам.